Друже Трачко, абе ти го правиш чак и ако ги пишеш, додека ги пишеш твоите антимакедонски памфлети? А? Не стварно, друже Трачко, го тинкаш вака, додека ги пишеш со една рука тие памфлетите антимакедонски? Свршваш кога се препрочитуваш вака, колку најантимакедонски си се изразил? Многу ме занима. Оти така ми изгледа мене, дека доживаш еден вид вриштечи оргазам, па се обидуваш у секој свој нов памфлет оргазмот да ти биде уште повриштечи, да вриштат сите околу тебе и ти највише на напишаното. А токму затоа и пишеш, затоа што имаш кој да ти вришти. Ако се прашуете зашо некој пишува така како што пишува и зашо се обидува да биде се поаглен и поаглен, се по-полн со презир кон својот народ, да знаете, тоа го прави затоа што има публика. А публиката, знаете, од чија е? А? Знаете кој му мава лајкчиње на напишаното? 99,9% од сите оние кои се колнеа у деца дека нема да го сменат името, кои ветуваа дека парите ќе бидат вратени, кои уклучуваа бројчаници, кои ветуваа дека ќе направат нормална држава, кои ветуваа дека ќе му стават крај на од земјата на криминалот, кои ветуваа мерит системи, значи по заслуга, оној што заслужил, дека ќе напредува, дека ќе добие работа, кои најавуваа, кажуваа дека ќе нема повеќе политички клиентелизам, партиски поправо клиентелизам. За после тоа, кога го прелажаа народот, за да ги изгласа за последен пат на избори, за наредни години, да направат се опозиција спротивно тоа што го кажуваа. Да не направат поточно ништо од оно што го ветува и што кажува, а да направат штета која што неа ни најавија во предизборната кампања. А штетата знаете која е. Најголем губитник, најголема штета и беше нанесена на државата и особено на македонскиот народ. Тоа е публиката на другарот Трачко. Затоа Трачко свршва, го тинка, чак и ја го прави, која пишува. Поединците се загадка со една, равенка со една непозната. Тие се решаваат многу културно, законски, лесно. Проблемот е овие другиве. Публиката, скриена, дома у некој сопче пикната, пред мониторот, пред телефонот, што се воодушевува од неговите издркотини, од неговијата омраза и од неговиот презир, директно насочен кон македонците, македонскиот народ, неговото културно наследство, неговите културни дејци, уметници и така дали, и така дали, и така натаму, и така натаму. 99,9% од тие што му лајкаат, кога дојдаа на власт социјалдемократите, сите тие беа испобутани у разни институции. Пиари, миари, министерства. Сега ако некој ми каже дека јас сум бил директор на драмски, значи тоа не се ваши. Ве молам! Тоа не се ваши. Не признавам рекламации на таа. Не е за смење, ли? Таквите луѓе сега во опозиција секојдневно сонуваат да се вратат повторно на власт, да се вратат повторно на истите места, во истите институции, утре, заутре, после неколку години, после неколку декади, небитно сонуваат.
сонуваат додека ги читаат памфлетите, антимакедонските памфлети на другарот Трачко. Ова Трачко многу ми се свија. Да. Махер сум за давање имења. Јас сум за кум створен. Име кој ги смислам, тоа нема промаш. Публиката е бекапот, столбот, темелите на овие антимакедонски поединци и елементи, внатрешни непријатели на македонскиот народ и на македонската држава. Како што клубовите се бекап, темели, столбови потпорни, овие зидови, носечки зидови на нивната публика. Ако нивната публика извикува антимакедонски, антидржавни пароли, ако потребува говор на омраза против македонскиот народ, ако скандира против унитарноста на оваа држава, ако плука по неа, по незините инсигнии, символи, не го прави тоа без темел, без логистика. Клубовите се нивната логистика. Да не ме сватите погрешно. Исто мислам и за македонски клубови. Ако имаат публика која што скандира некој вербално искажува омраза кон некој друг етницитет во Македонија. Многу едноставна работата. Ставете ги под контрола клубовите, тие ќе мораат да ги стават под контрола своите навивачи. Треба политичка волја. Треба постапување според законот, треба држење до законот, треба неселективност. Но треба и договор. Ги викаш сите, еден консензус, национален ако сакате, дечки, од сега вака не може. Ако сакаме да имаме држава која што на сите ќе ни биде фино и која што нема да се гледаме кроз нишани, која што ќе биде безбедна. Нема таков клуб спортски или било каква клуб конкретно во случај кој што не може да ги стави под контрола своите навивачи. Тие се тие кои што клубот, луѓето у клубовите се тие кои што замижуваат на своите фанови, на нивните испади, изливи на омраза, на ова, на она, на се што е негативно, на хулиганизам, хулиганство поправо. Тоа е вториот степен на воспитувањето на таа публика. Првиот степен е домашното воспитување. Вториот степен е тоа, третиот степен се веќе овие закониве и казниве што ќе треба да се, законите што ќе се спроведуваат и казните кои што ќе се доделуваат. Кога више нема друг избор, нели? И ова треба час поскоро да почне да се спроведува. На сите подкопувачи на безбедност, на сите антидржавни елементи, внатрешни непријатели, кои што сеат раздор, кои што потикнуваат на насилство, треба да се стават во неподнослив контекст, кај што имаат два избори. Или да се смират, барем да ги потиснат тие своји внатрешни пориви, да знаат дека тоа не им е дозволено и дека за тоа ќе го кркаат јако, па дури ќе одат у затвор,
Или, ако не може да ги стишаат, во еден таков неподнослив контекст кој што ќе им се создаде, ќе мораат едноставно да ја напуштат државата. Па нека ја рушат од надвор, јеби ga. Боле од надвор, бар го знаеш, од тамо ја руши, не ти ја внатре тука. Не седи со тебе во иста институција, не пие кафе со тебе. Не ти продава муде за бубрези. Колку е фин, колку е ова, а у недела на утакмица скандира против тебе. Против твојата фамилија, против твојот народ, се заканува и така натаму и така натаму. Важи за секого. Не само за албанци или за ова. Важи за секого. Исто и со оваа публикава на другарот Трачко. Тој може да си дозволи во ваков контекст да напише се. И таа публика му дава кураж, го лајкуе. Треба да биде казниво и тоа и тоа. Овој шо се дрзнал да бербати, да понижува еден цел народ, негов би рекол народ, народот кој што потекнува, во државата во која што се родил, која што треба да му биде татковина, и овие другиве, кои што исто така се подмочуваат или доживуваат групен оргазам, исто како и другарот Трачко на неговите писања. Све треба да подложи на санкција. Ке рече некој колку работи се не средени, поуште ова да се среди. Не остана. Демек све е средено, поуште ова да се среди. Ова мора да се среди шо побрзо. Оти ова веќе не е од вчера приказна, ова е до вчера, ова е 35 години приказна, наназад. Со разни варијации на тема, некогаш тоа се појачува, некогаш тоа спласнува, зависи од политиканскиот контекст во општеството каков е. И колку е голема желбата за власт на тие што се опозиција. Но секако, максимално се користи, ако намирисаа дека може да направат некаков преврат. Ама тоа е само по себе опасно. Опасно е се уште да се толерира. Особено што оваа власт има и ќе има уште поголеми проблеми со надворешните непријатели, со оние кои што сакаат да не стават у шише, да не понижат, и не им треба нивни чираци од внатре кои што полесно ќе им помагаат на тие од надвор да си ја завршат работата. А јас мислам дека и не ни треба на било кој од нас, без разлика дали се македонци, албанци, бошњаци, роми, стварно не ни треба пак да доеме у ситуација да се тепаме меѓу себе. Не ни треба. Ако не свативте до сега колку е тоа глупо, џабе зборам. Оти ние може утре пак ќе се истепаме и со тоа што ќе се истепаме само ќе направиме некои од оние кои што не потикнале да се испотепаме меѓу себе, од клошари утре да станат милионери, милиардери. Тоа е горе-доле поентата на балканските размирици, на балканските кафански тепачки и она моje malo gumna sralo, tvoje malo gumna jalo. Голем е предизвикот, знам, и за нашето обвинителство, и за правосудниот систем, и за полицијата, и за службите за безбедност, што се? Ова да почнат сериозно да го третираат како сериозен проблем и сериозно да му пристапат. Буквално да најдат начини да ги разбијат овие антидржавни структури и нивните финансиери. И нивната логистика не мора да е само во финансии, може и другачи. Логистика исто така кога пружаш заштита
и кураж некому да продолжи да го прави тоа што го прави. Не е да кажеш работата, ајде, се тресе гората, се родил глушец. Се тресеше гората, се роди глушец, како беше таа? Не е. Секогаш возот може да излезе од колосек, кога си играш со огин. Или кога си играш со кибритка, секогаш може да има да дојде до пожар. Вака по нешто поактуелно шо ни. Многу е битно сите да се измиеме со ладна вода на време, да се потуриме со ладна вода. Оти више, од друга страна е многу глупо што не сваќаме дека овие наши меѓусебни курназања, знаете колку се позитивно пречекани од надвор, од нашите надворешни пријатели во Европската Унија, од оние кои што ни се непријатели, се против нас. Знаете, во нивните очи како не гледаат. Знаете зошто не гледаат како нижа врста, како варвари, како селјаци, ако сакате, како говеда. Заради тоа што продолжуваме да играме со картите што ни ги како се вика, ни ги делат на масата. Тоа се нивни карти. Тоа не се наши карти. Ако више играме, треба да си поделиме наш пил. Наша игра. А тие нема да ги превоспиташ. Ниту тие навивачи, пошто се илјадници, гледате како скандира илјадници, вика или рида. Или не знам, оние тама што вика, не знам, шиптари во гасни комори и така натаму. Да ги превоспиташ со убав збор нема. Ечеше националната арена. Или рида. Тоа се задоени од дома. Рачунете тие неколку илјади, помножете пута 4, фамилија или пута, не знам, пута 4, помножете, ќе видите колку илјади луѓе се. Како него ќе го натераш да ја сака Македонија, да ја пее химната, да ова. Не можеш да го натераш, тоа е задоено со омраза. Ама можеш да му направиш неподнослив контекст, у кој што таа негова омраза или ќе ја канализира, ќе ја стави, ќе ја заузда, или, за да не биде постојано напенален од системот, ќе си го барат чарето негде на друго место, у друга држава. Па нека ја руши од тама, јеби. Тоа е поентата. А вие, од Социјалдемократскиот сојуз, ако мислите дека другарот Трачко ви врши многу работа, дека многу паметно кажува, дека многу е духовит, дека ви собира поени, многу се лажете. Многу. Ви прави само огромна штета и тоа е доказ дека вие ни трошка не сте се поместиле од од вашите ставови, од вашите светогледи, што сте ги имале од секогаш, а особено од оние светогледи и ставови политички што ги имавте кога дојдовте на власт во 2017 година. Дека сте останале на исто. Главни ви идеолози пиарджи ви се истите. Го користат истиот речник, истиот вокабулар, истата омраза, истиот презир. Сега само помножен со 5, со 6, со 8, со 10. Затоа што не се неговите на власт, не се антимакедонците на власт, не се плукачите по македонството на власт,
Затоа е гневот поголем. И неговата омраза и презир лежи длабоко во неговото воспитување од малиност. Се работи за слична задоеност и веројатно манифестација на неговата собствена маленкост во неговите очи. Кога некој плука по својот народ и го презира својот народ и својата земја, својата татковина, да знаете дека тоа е многу тесно поврзано со презирот што го има кон самиот себе. Ради X причини. Фрустрација од детство, трауми. Оти секој длабоко у себе знае колку вреди. И си признава каков е човек кој ќе остане сам со себе. Свесен е за своите мани, недостатоци, комплекси. Така и другарот Трачко. А неговата манифестација, манифестацијата на неговата лична личен мањак на самодоверба, на несигурност, го манифестира преку неговата арогантност и преку презирот, блјувотините и омразата во неговите памфлети насочена против неговиот народ и против татковината. Мора да делуваме така, затоа што бескрупулозно кон таквите, затоа што ние немаме друг избор. Немаме друга држава. И мора се да направиме таа држава да направиме пријатно место за живење за самите нас.